сега колко години имаш? Јас? Тој 8. Како се викаш, името како ти е? Ѓорѓи. Од каде си? Од Крушо. 6 години и 7 месеци јас кумите сум бил. Сум се биел од Крушо. Сум се биел Тиче. Сум се биел Бирина. Сум се биел во... Бога му. Идите ми. Умо Чарк. Испобегна Умо. Битола, современа и урбанизирана, распната меѓу можностите и потребите, повземена од ритамот на постојаниот растеж, навлегува денес како втор град на Републиката се посигурно и посамоуверено во сите подрачја што го сочинуваат нашиот динамичен и разновиден живот. Но овој пат, одејќи по трагата на нашето минато, ја оставивме денешна Битола и камерите ги свртивме за неколку десетлетија назад, кога во нашиот живот немаше социјализам, ни солитери, ни неонски светла по улиците. Овде, во старечкиот дом, животот како да запрел, стивнал, се смирил, се повлекол во себе и во тишината, што значи спокој, починка, отпуштање. Хероите на овој живот овде се одмараат, рамнодушни кон тоа што се случува надвор од нив, оттуѓени, засолнети и притаени како на зајди сонце. Овде животниот пат е изминат, достасан, заокружен и секој еден лик е историја за себе, една завршена книга што ќе остане на полицата за да го дополни нашиот животопис, за да го сочува она наше време кога во тврдината на Отоманската империја баравме леп и слобода, баравме име и право на живот во сопствената земја. Питомците на овој дом ништо повеќе не ги возбудува, ни луксузните автомобили што јурат низ Битола, ни самоуправувањето, ни фабриката за фрижидери, ни последниот хит на забавната музика. Но ако се чепне за миг во тоа што било нивни свет, нивни живот, тогаш тие од немоќни, незаинтересирани старци израснуваат во актери на низа епизоди од минатото, што и за нас денес го запазиле своето значење како тема и како живот. Ѓорги Стефановски, Јота Ѓорчев, Ристо Чакаров и Гена Козарова се тие актери на овој филм за кој сценариото го напишала самата наша секојдневност од почетокот на ова столетие. Четири години пред восстанието бе покрстен, взе клетва и работе усердно. Работе многу добре. Се рече, неде пушка се пукна
Аз трябва да събера четата, селската чета, пъти и с четата натре. Со Пандо, со Манол Розов, началник, со Чокаларов, со Митре Влао, декане. Аз бе филер. На мене ми имае за бесилка. Ми имае писано на брата цел Ферман. И аз го изкина и да простите, да му опуша, реко. Не скочи я войводите. Ке още обителю да го кажеш. Дойде тук обителя и го знам и месето ми се чини Миленков. Там Аристо Миленков. И аз дойде тук и му каза на консулите. На консулите ми каза да си отбереш от двете едното. Или се чета да бараш, или да те пустим в България. И аз моля, не ода в България. Ти си ода с чет. И така се крие от селото. До некоя наш един такъв, да кажем, четник, го превърная там го пред училището. Го повикая татко ми и майка. Го полиш, той това. Син ти така ќе го направиме. Тук да дойде и да се каже. Доста той кожа и атак, ми имай. Доста да върлува так, да прави гюротия. Моли, найдите го, фатите го, моли. На царо ръката е дълга. Ке го фатим, ще ке го прави. Сетне, възстанието посекъде. На Бигла, Остарково, Папли, дома там. Посекъде. О Брезница, со гърците имаме превърно среди. Ос Мърдаш, со Сарафов, ко беше. И тамо патака. Митра натре беше, па и това. От свите цела помощ. Викай. Йото, държте се. Песни, со песни пееме. Кои майки големи. До 7 година по възстанието, от 4 години, от 4-та година излего фира. Дип. Не може вече се чета. И войводите рекоя, ке мърднеш от тук малко, ке още на коя друга държава. Ке пишеш едно писмо тамо, майко, тук се найдам, татко, тук се найдам. Да не те тере, да не си разсипеш фамилията. Дойде спрово Давидо и Костеделчев, Дамян Груев, ние и пресекваме. И ти разпоредяме по кутите и стражи около селата, те кладаме, за да не обиколят. И след излезе Георги Сугарето и аз го занимали, не знам, овой Йован от Лисола, от Смили, от други, тие параспор много бя. Ама тие повече с главните. И прилегаме в Доленци в станието на Илинден. И след ако се излегаме отъде, кой се суди, кой не куртолиме. Пъдна на две, Георгия Сугарето нареди, ако дой турчин село, да го биете, да не аргате луѓе от дято. И овој Науме Бозбекер, војводата што беше јаси, го виде еден турчин, тргна пушката, не го тепа. Арнама войска одеше ворит, почаде. Арно пушка пукна и пашата турците се грена понац. Ние 30 души четава.
Застанаме, ме трчат, грабя. И се пикнем в куќите да се запазиме. Дојдоа турците сега и палат куќиве, портиве, се. И Димко имаше едно од анимале. Бре, се баре средство, рече, ќе изгориме овдека, рече. Ај бре, Димко, реков, јашерат има, кој си како? Не бај се, вело. И јас казмото темелот од зидот. Го дупнем на дупка укавака, јај му иле сега, излегвате. Напред ти ќе друго не. Ако мудрат, мене нека мудрат. И јас пушката врата и олега. И имаше една ливада лака, излего ливадата и тие турците здав по мене, ама с лака се претркале во реката и капата. А клава вака на еден кол и тргаат на капата, јас подгора во него. И жени, деца, искуртулија. Кој загваме таде преку такото, кај Савеје се веја, кај Урукоје, еден сетник од чатата наша тагува го удрија. И една жена оде во рака, по коленото. Набајр има в куќа. До турците, до турци, со турци комши. Ма куќата bona беше во едната, една скрница за 10 мина, едната за 20. Земја беше, душе ме беше ова. Од Оджако има в скрницата, ќе мангало се стоише натре, во Оджако. Трнија плочата, пикни го натре Милана Матос, Ѓорѓи Поприсови и Павел Христов, пикни тројцата и трни го то. Турците трупај, аха, тука сум, тука, чекај, ми е вратата затворена, дури да ја отворам, за таја сако ти ја и пикам натре. И клавам, и мангало сгора, тој мангало се со оган да стои во Оджако. И пикни натре, клај го мангало и на турците му викам, бујду може да се фаѓелдам. И турците ќе рече, па јас турски, француски, грчки, влашки, од сите јазици потро, разбирам. И рече му, бујдум ефендилер, море бегај, тие по турски. Ова што не вика, бегајте, вели, вика, крмузливели во лицето, што е црвена, она во лицето, што се прави црвена, та да има нешто, не се прави црвена, вели, жолта ќе се прави. Ама та црвена се прави, бегајте, вели, што не вика, да не има, да не шива со камните, вели, по турски си зборува тие.